Децата во Македонија се уште се плашат да пријават насилство, не веруваат во решавање на проблемите и со своите кошмари сами се справуваат, вели детската амбасада Меѓаши. Во Македонија се уште се плашат да пријават насилство, не веруваат дека проблемите можат да се решат и затоа со своите кошмари се справуваат самите. Центрите за социјална работа се неефикасни и на нивната помош речиси да не може да се смета. Кошмарен живот имало 9-годишно дете додека 1 година живеело со својата мајка. Затворено само дома, гладно, без можност да посетува настава во училиште. Било занемарувано и малтретирано од мајката, инаку зависничка од опојни средства која се однесувала асоцијално и промискуитетно. Гласот на таткото старател и роднините кои барале да го земат детето и да го заштитат, не допрел до центрите за социјална работа, бидејќи тие си ја префрлувале одговорноста, раскажуваат од првата детска амбасада Меѓаши. Центрите, бидејќи не можат да одредат надлежност, кој центар е одговорен, бидејќи детето е родено во Струмица, се наоѓа на територија у Гевгелија, а живее у Скопје и не се знае кој центар е одговорен. Во тој лавиринт детето 1 година е изложено да не иде на училиште, да нема основна храна и да седи со луѓе кои што се промискуитетни, девијантни, кои што наштетуваат на неговиот оптимален раст и развој. Покрај тоа што тоа го знаел Центарот за социјална работа, полицијата не може да отиде бидејќи треба решение од Центарот за социјална работа. А Центарот за социјална работа вели ја не можам да отидам бидејќи тие кои што се таму се насилни, може да ни наштетат без полиција и детето е препуштено само на себе. Ова е само еден од случаите кои преку бесплатниот SOS телефон биле пријавени во детската амбасада. Вело дека барајќи помош од нив, децата најмногу се жалат на семејно насилство и проблеми при развод на родителите. Од Меѓаши советуваат дека надлежните институции особено треба да бидат внимателни при доделувањето на старателство и контактот со родителите по разводот. Децата се дополнително жртви во утврдување на ненавремено старателство, во утврдување на право на видување, неволно секогаш се под притисок да мора да остваруваат право на видување со родител со кој немаат јака емоционална врска, а и многу често забележуваме дека се пресметуваат родителите на сметка на детето околу старателството и правото на видување. Со цел децата да можат во секое време да ги пријават своите проблеми, од Меѓаши побараа финансиска помош и поддршка од страна на владата, со што SOS телефонот наместо 12 ќе биде функционален 24 часа и достапен преку сите оператори. Инаку на SOS телефонот во последните 7 месеци се регистрирани 106 случаи, од кои само 8 јавувања биле од деца.